Кој беше предизвикот, мотивите за да влезете во овој изборен ринг и да се борите за ова нималку лесна позиција, би рекол, мощна одговорна? Така е. Пред се сакам уште еднашка да се заблагодарам од се срце на граѓаните на општина Карпаш кои ми ја дадоа довербата на претходните локални избори да во наредните 4 години токму јас раководам со општината. Функција градоначалник која не е нималку лесна, бара голема одговорност, многу работа, познавање во делот на локалната самоуправа, меѓутоа сметам дека со оглед на тоа на моето животно искуство и голем број на успеси кои сум ги имал и во претходната кариера, сметам дека ќе успеам да се справам со сите овие предизвици и заеднички со мојот тим, со пред се администрацијата во општината ќе успееме да одговориме на сите предизвици кои, пак ќе кажам, не се нималку едноставни, се работи за една комплексна, голема општина, како по структура на население, така по капацитети, јавни установи и така натаму. Меѓутоа, верувам во себе, верувам во мојот тим, предизвикот е голем и се надевам дека ќе одговориме сите заедно на чело со мене успешно на овој предизвик. И на самиот почеток буквално го добивте уверението и веднаш почнавте со работа. На маса пред вас беше ставен ребалансот на буџетот, потоа излегоа проблемите со на улично осветлување, мораше да се делува веднаш, хигиената горливиот проблем и оние така наречени депони, мини депони. Па да, еден проблем што тлееше, нели, уште во предизборието. Инаку, како што кажавте, јас во истиот ден кога го добив уверението, веќе во истиот ден имаше и конститутивна седница на Советот. Веќе наредниот ден, согласно обврската за носење на ребаланс на буџетот, веќе во 2 дена, 2 седници се зафативме со работа веднаш по тоа и изготвување на планот и програмата согласно буџетот и за 2026, со што најинтензивно се занимаваме во овој изминат период од нешто повеќе од 1 месец. Паралелно со тоа доаѓаат проблемите. Нормално од овој комунален тип, да кажеме, имавме еден проблем на самиот почеток од мојот мандат. Во 10 дена остана доста позиции во општината без осветлување. Мислам дека го надминавме брзо и успешно, со оглед на тоа дека и договорот веќе беше исцрпен, меѓутоа најдовме на разбирање кај фирмата и мислам дека во рекордно време ги саниравме сите недостатоци и така и ќе продолжиме. Во однос на сметот што спомнавте, направивме една мала реорганизација во однос на поставувањето на работните единици на луѓето, ја поделивме во реони. Веќе мислам дека е евидентно, согласно нашите технички капацитети, можам да кажам дека можеби со човечки ресурси и се покриваме, меѓутоа имаме проблем со застарена техника, возила кои често се расипуваат. Во принцип оперираме само со едно возило, меѓутоа се надевам дека веќе во наредната година имаме преговори со неколку организации, амбасади, се надевам дека ќе успееме да добиеме уште едно возило со што уште подобро ќе одговориме на обврската. Проблем беше во злокуќани патот до гробиштата, интервениравме таму и сега да не редам, сметам дека покажавме во првиот месец дека сме за нијанса подобро организирани, се излагаме во пресрет на сите граѓани по сите оние нивни дојави, така да правиме се да биде хигиената на едно високо ниво. Ги посетивте 14 урбани заедници на територија на општина Карпош, имавте можност да се видите со граѓаните, да поразговарате, да ги слушнете нивните проблеми, барања, предлози, сугестии.
Со еден збор го креирате граѓанскиот буџет. Токму така, сакавме да биде инклузивна постапката. Значи, пак ќе кажам, за жал во еден временски теснет сме, кога во кратко време тие 14 урбани зедници успеавме да ги посетиме и за волја на вистината интересот беше огромен. Во одредени урбани зедници имавме дури по, ајде да не речам, 100 граѓани, секој со своите проблеми, во главном се исти, може би малку се разликуваат во ној дел на Злокуќани, Бардовци, и не рези проблем со водата, па на некои места веќе имаме и појава на свлечишта. Меѓутоа, овој централниот дел на Карпаш во главном се истите проблеми. Сето она што можеме, што можевме, го опфаќаме со програмите, согласно она што ни дозволуваат буџетските средства. Свесни сме дека во тие рамки само можеме да действуваме. Граѓаните можеби некогаш очекуваат, нели, и чуда на самиот почеток, меѓутоа јас ветувам дека по донесувањето на програмите и буџетот ќе си ги засукаме ракавите и честно и одговорно ќе си ја вршиме работата. Сите предлози и идеи што доаѓаат од градоначалникот треба да ги аминува Советот. 27 советника. Сметате ли дека овие 4 години ќе имате добра соработка со Советот, нивните партиски интереси ќе бидат ставени под тепих, а интересите на граѓаните ќе бидат во прв план? Па видите, јас во неколку наврати во периодот на кампањата нагласував дека локалната самоуправа малку се разликува од оној дел на висока политика, нели? Јас се надевам, сметам дека покажав конструктивност и подадов рака кон сите чинители на Советот. Имаме еден шаренолик состав од 27 советници, интензивно комуницираме во овој период, во овој краток период, ќе кажам. Одржавме средби и со координаторите и со представниците на советничките групи во однос на програмите. Нели тука некогаш ни се различни согледувањата што се треба да биде дел од програмата според едни, тоа истото може не треба да биде според други. Меѓутоа сметам дека најдовме една заедничка добра основа, дека сите ќе работиме во согласност нашите ингеренции за подоброто на граѓаните. Очекувам разбирање, очекувам соработка во секој сегмент од нив, да не одиме кон политиканство и така натаму. Ние сме сепак тука една локална власт, една локална самоуправа на чело со мене, која треба да и граѓаните ќе верувам дека тоа ќе го препознаат и ние сме пред се во служба на граѓаните на Карпаш. 2026 година 365 нови денови. Има ли некои проекти кои ќе бидат приоритетни за оваа календарска година? Па видете, често зборувано, приоритетни секако решавањето на паркингот. Предвидовме во програмата нови паркинг места, изградба на платформи на паркинзите. Разговаравме да ја вратиме соработката со јавното предпријатие Лајка. Во делот на урбанизмот треба да го спомнеме кој исто така една актуелна и топ тема кај нашите граѓани, како што разговаравме и претходно. Ние сме свесни дека општината, со тоа и услугите кон граѓаните се подобри кога имаме градба. Нели, на некој начин неспорно е дека Карпаш треба да се гради. Меѓутоа сметам дека треба да се гради плански, сите оние штетни дупови од претходно кои се општо познати на граѓаните. Ќе ги ревидираме да видиме каква ни е можноста и тука, нели, за жал се е врзано со финанси, па во склад со нашите финансиски средства, така и ќе се однесуваме, го ставивме во програмата оно што го ветувавме во однос на урбанизмот, формирање на јавно предпријатие Карпаш план,
кое сметам дека доста ќе допринесе да имаме што похумана градба во нашата општина и која ќе ги запази сите стандарди за едно подобро живење. Владата на Република Македонија е она која навистина подаде рака на локалните самоуправи во државата, секако ќе подаде рака и на општина Карпош, доколку препознае добри проекти кои би требале да бидат имплементирани и реализирани. Па јас се надевам дека ќе продолжи нашата соработка. Ова влада покажа дека вложува во локалната самоуправа, помага на граѓаните преку соработка со општините. Ние чинам и претходно во минатата година преку 2 јавни повика. На првиот чинам имавме 6, на вториот 19 проекти, дел од нив се веќе во изведба, дел се завршени. Пред 10 дена ја отпочнавме реконструкцијата на улицата Јури Гагарин. Деновиве беше пуштено и едно спортско игралиште во студентскиот дом Гоце Делчев, санација и реновирање на спортското игралиште во склоп на домот, во соработка со Министерството за спорт, така да јас се надам дека овој тренд ќе продолжи. Тука на гостини беше и министерот за транспорт и врски господинот Александар Николовски. Разговаравме и нивната поддршка е несомнена. Разговаравме за конкретни одделни проекти, така да се надам дека 26-та година ќе биде година на проекти. Ќе зависи од нас колку ќе бидеме успешни да ги спроведеме. Младите се иднината на Карпош, на Скопје, на Македонија. Ке се работи, претпоставам, и на тоа поле, од прешколска, преку школска возраст, па се до тинеџерите, младите. Децата се нашата основа, кога и ние преку нашите семејства, нормално јас сега еве и како прв човек на општината, секако дека ми се приоритет децата и младите категории на карпошани. Во нашата престојна програма се опфатени во многу сегменти, значи поддршка на семејствата уште со раѓањето на дечињата, помош преку субвенции, потоа во школската возраст одредени субвенции, значи подоцна за сите оние талентирани дечиња, дали се во делот на науката, во делот на спортот. Годинава имаме во план отварање и на центар за млади, ресурсен центар, преку кој ќе може да дојдат и до едукација, до одредени курсеви по јазици, IT програми и така натаму, така да секако дека младите ни се во фокусот. Карпош е општина со 10 основни училишта. Грижата за нив е несомнена, секојдневна комуникација со училиштата и ќе гледаме така да продолжиме и се она што можеме да помогнеме во растот и развојот на нашите дечиња ќе биде применето од страна на општината. И на крај, како првиот човек на општина Карпош ја гледа локалната самоуправа низ негови очи за 4 години? Па, 4 години ќе поминат најверојатно брзо. Се надевам дека ќе бидеме макар за 1 степен, макар за 100 паркинг места повеќе, дека ќе бидеме почисти, дека ќе имаме дигитални услуги, и тоа забравивме да го споменеме низ разговорот. Сакаме да дигитализираме добар дел од услугите на општината, да бидат во една дигитална форма, да бидат подостапни, попристапни за граѓаните, особено за помладите. Се надевам дека ќе успееме да воведеме ред и во градењето, така да зголемен број на спортски игралишта низ општината Карпош, кои, пак ќе кажам, ќе допринесат за подобар развој на младите. Се надевам дека
Во нашето 4-годишно работење и мене како градоначалник и на луѓето од администрацијата во општината ќе не препознаваат како еден мандат во кој макар нешто се сменило. Аз се надевам дека тоа ќе биде евидентно. Во секој случај. Да, дека тоа ќе биде евидентно и луѓето ќе знаат да го препознаат. Господине Лукровски, благодарам за ова интервју и со оглед на тоа дека сме на прагот на новата година, би сакал да ви честитам новата година, да ви посакам многу пред се здравје, среќа, успех вам и на вашето семејство и на Карпошани. Ви благодарам, ете и јас да ја искористам оваа шанса во пресрет на овие новогодишни и божикни празници да им посакам на граѓаните на Карпош воопшто, на сите граѓани, да им посакам добри празници, да си ги поминат во мир, во спокој, во кругот на своите семејства. Празничните денови се погодни да се свртиме сите малку кон семејствата, така да им посакувам многу успеси, многу здравје во новата 2026 година.